Цитол ги нема. Никола Николовски, 3-та година, економски факултет. Гледам вечером има многу правници меѓу нас. Па да прашам, правници, знаете ли што е тоа инфлација? Инфлација е процес на прекуморно печатење на пари, со што парите губат својата вредност. Нашето високо образование доживува инфлација на дипломи од приватните факултети. Ако се запишувате на приватен факултет, таму веднаш ќе ја прашам. Со каков автомобил дојде? Од кој факултет се префрли тука? Тешко ти беше таму, а? Знаете ли зошто на некои приватни факултети има високи огради? Што да не може и кучијата да прескокнете да завршат факултет? Каква иронија? Плаќате 10 пати повеќе, учите 100 пати помалку. Порано се знаеш, ако се запишеш на факултет, има да се окоциш од учење и вредно ќе се заработиш диплома. Денес, драги мои, имаме куп дипломи. Диплома прв циклус, диплома втор циклус. Брзо се дипломира, а уште побрзо се магистрира и докторира. Треба само да платиш. А ако сакаш и дипломиран космонаут можеш да станеш. Студентите од приватните се фалат, имале практична настава. Замислете, операција на отворено срце, практично. Нека вежба децата, платиле. Средношколските повторувачи и мајсторите по препишување денес одлучуваат за нашата иднина. Тие, што на предавање по римско право, одат со апостолки, а за Адам Смит мислат дека е фудбалер од втора англиска дивизија. Тие утре нам ќе ни видат работодавачи. Додека македонскиот студент во 21 век чита жолт печат со Джастин Бибер и Боки 13, додека сите ние се тепаме кој прв да направи чекин на секој кафе, додека живееме за секој петок, универзитетот ни се руши врз глава. Сите ние заедно, студентите, мораме да ставиме крај на оваа хиперинфлација на дипломи. Да ставиме крај на времето кога секој ден се намалува вредноста на парче од хартија што макотрпно сме го заработили. Сакам да ви раскажам едно приказка. Некогаш во некоја држава имало некој закон за високото образование. Во тој закон имало некој член 71 кој вели дека Одборот за акредитација и евалуација во високото образование врши проверка на квалитетот на високообразовните институции, односно универзитетите. Имало и казни. Имало живи мајка. До денес ниједна не е изречена. Да не ја заборавиме оваа приказна. Еве сега стојам тука пред вас и ви велам. Ние студентите си ја бараме иднината назад. Си го бараме достоинството назад. Сакаме квалитетно високо образование и вработување, како што доликува за нас, за гори студенти на универзитетот Свети Кирил и Методи. Благодарам и да живеат науки!